Но, сега ќе зборувам на друга тема и на самиот почеток ќе поставам прашање дали знаете кој е основната ерес на, да речеме, Римокатоличката црква и не само таа, од која што произлегуваат сите други ереси. Дали некоја сте чуле за вакво прашање? Постои една ерес, едно лажно учење кое што го има Антихристот и од тоа, како од корен, по логика се надоврзуваат или произлегуваат сите други лажни учења во современото христијанство. Дали некој ви текнува нешто тако? Дали некоја сте чуле или сте прочитале некаде за вакво прашање? Дека папата е заменик на Синот Божи? Си се прогласил за заменик? Не баш. Како? Браво, љубице, точно. Точен одговор. И уште пред да дадам било каква помош. Каде го пишува тоа во Библијата? Дали знаете како пишува тоа во Библијата? Да? Ајде, отвориме таму. Да, доста е 4 глава. Не е голема, за да се најде пота. Да отвориме тука. Прво послание на Јован, 4 глава. Ке почнеме од првиот стих. Возлюбени, им се обраќа Јован на сите христијани, па и на вас денес. Особено на онаа генерација која што живеела кога го пишувал ова послание, бидејќи од сите апостоли Јован беше единствениот што доживеал длабока старост, како што се вели, и кој што починал со така наречена природна смрт. На сите други им леташе глава. И тоа 30 години порано. И Јован како старец, сите други христијани во тоа време ги гледал како некако деца, како внуци. Едноставно возлюбени, дечиња, на повеќе места така им се обраќа, дечиња. И за да не биде секаде дечиња, возлюбени на некој места, па ги менува тие два израза. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите, дали се од Бога. Бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот. Втор стих. По ова распознавајте го Божиот дух. Пошто? Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во тело од Бога. А секој дух што не признава дека во тело дошол Исус Христос не е од Бога. Тој е духот на Антихристот. За кого сте слушале дека доаѓа, па и сега е веќе во светот. Многу интересно. И што сега ќе речеме? Во времето на апостол Јован веќе се појавиле повеќе христолошки ереси поврзани со Христовата личност и неговата природа. Меѓу нив била и така наречената докетистичка ерес,
која што учела дека Христос имал само привидно тело, односно дека Христос бил на земјата како што бил во времето на Авраам. Значи, само се појавил во тело, но не дека имал на вистина човечка природа. Значи, само божествена природа, меѓутоа се појавува во тело како што и било кој ангел или демон може да се појави во тело, меѓутоа немаат вистински човечка природа. И множина мислат дека овие зборови се однесуваат само на тоа. Во денешниот христијански свет скоро и не постои некој кој што така верува. Значи, тоа е една стара ерес, уште од првиот век, но стара и денес не постои. Сепак, поголемиот дел од христијанството, затоа реков не само католичката црква, поголемиот дел од христијанството, ја исповеда ова ерес на антихристот, и не само што поголемиот дел од христијанството ја исповеда, туку ова ерес доминира со новата теологија и во денешната адвентистичка црква. И па сега ќе се зачудите како. Зарем католичката црква одрекува дека Исус Христос зел човечка природа, дека дошол во тело? Што мислите, одрекува или не одрекува? Зарем протестантите одрекуваат дека Исус Христос зел човечка природа, дека дошол во тело? Зарем и новата теологија, денешните адвентистички теолози одрекуваат дека Христос зел човечка природа, дека дошол во тело? Одговорот на сите овие прашања е не. Значи, не го одрекуваат тие тоа. Сите, од папата до било кој денешен адвентист кој што ја прифатил новата теологија, сите тие веруваат дека Христос зел вистинска човечка природа. Значи, старата докетистичка ерес скоро и не постои, јас не сум свесен да постои во денешно време, во денешното христијанство. Меѓутоа, дали овие стихови, што ги прочитавме, дали зборуваат за тоа? Дали овие стихови зборуваат за тоа дали Христос дошол во човечко тело, во човечка природа, на вистина зел на себе човечка природа, или пак само фантомски се појавувал, навидум се појавувал како човек, како кога го посетил Авраама, например, како кога му се појавил на Исус Навин, дори со исокан меч, како кога се симнал да им прави друштво на кој Мисаил, Азари и Анани, да се научиме на еврејските имиња, во огнената печка. Дали кога Христос дошол во Витлеем, на ист начин дошол и таму, како кога се појавувал на земјата, било кога пред тоа, низ историјата. Не. Во Витлеем тој на вистина станал човек, на вистина зел човечка природа. И бидејќи зел човечка природа, затоа сатаната веднаш се обидел да го ликвидира. Сатаната никогаш не го напаѓал физички Христа, кога год се појавувал пред тоа во старозаветни времења. Бидејќи тогаш се појавувал како Божји син, како водачот на небесните војски, како семокен архангел.
да не ме свати некој погрешно, со ова не велам дека Исус е ангел, туку архангел, значи водач или заповедник или војсководец на ангелските чети, на небесните војски. Тоа арх означува власт, началство, првенство. И тоа не прв меѓу еднаквите, како што се вели во демократијата, туку примат, вистински примат, оно што папата вообразува дека го има. Вистинска власт над сите небесни војски. Во Витлеем тој се раѓа како беспомошно бебе и уште преку Ирод Велики се обидува да го ликвидира. Знае дека сега Исус е на вистина човек. Сите веруваат денес, скоро сите веруваат дека Исус дошол во тело, дека зел вистинска човечка природа. Меѓутоа, овие зборови што ги прочитавме во 1 Јованова 4 глава, не зборуваат за тоа. Значи, јас знам дека и Константинов и ревидираниот православен превод овие стихови вака ги преведуваат, дека Исус Христос дошол во тело, ако од така дошол, од Бога, а оно што не признава дека дошол во тело не е од Бога, туку е духот на Антихристот. Дали имате други библиски преводи, освен споменати? Што пишува Перса? Пишува тело? Како гласи романскиот збор? Труп, значи тело. Добро. Имате некоја друга Библија? Некој друг библиски превод? Имаме тука некој друг библиски превод? Плът. Добро, друг превод? Смени превод? Не тие. И тоа е тело. Тој вториот стих е тело, добро, вториот стих. Ај, хрватска Библија? У тиелу, и тоа тело, добро. Вториот стих се лектрира. Кои други Библии имаат? Добро, тука знаеме сите англиски се. Значи, дури и новите англиски преводи велат флеш. Добро. Другите ги помина сите, така? Флеш и тоа. Како гласи оригиналот? Можеш да го најдеш оригиналот, за сите да видат. Саркс. Саркс, сарка, саркофаг. Што значи овој збор? Дека Исус Христос, секој дух што признава дека Исус Христос дошол во сарка, тој е од Бога. А секој дух кој што не признава дека во сарка дошол Исус Христос, тој не е од Бога. До сега само англиските преводи точно го преведуваат стихот. Флеш. Флеш или, да, плод, во стариот православен превод е плод. Е вистинскиот превод. Не тело.
не боди, или грчкиот збор сома. Не го гледаме тој збор тука. Туку саркс. Плод, а што значи тоа? Што значи плодта? Ако го користиме тој сега веќе архаичен збор, меѓутоа тоа е вистинското значење на стихот што го прочитавме. Што значи плодта? Плодта значи она што Джон Си Вагонер го нарекува најпрецизно од сите до сега, не само адвентисти, од целата христијанска теологија. Не сум сретнал некој што поточно од нив ја проколкувал Христовата човечка природа. Саркс, флеш, значи плод, е она што Джон Си Вагонер го нарекле грешното тело. Грешното тело. Грешното тело, не било какво тело. Не било каква човечка природа. Грешното тело. Грешното тело е истовремено смртното тело. И тука поголемиот дел од христијанството тука се соблазнува. Бидејќи тие сметат, ако така речеме, дека Христа го правиме грешник. Тоа не е точно. Реков грешното тело. Се сеќавате на едно место апостол Павле вели дека телото и крвта нема да го наследат Божјото царство. Како се тоа? Значи ќе бидеме само духови во Божјото царство. Сакате така? Вечниот живот да биде само духови? Као грците што верувале? Телото за секоја се распаѓа, ќе бидеме духови или некоја друга димензија, или некоја, што вели Девид Аик, некоја друга свест. Односно, тој вели, сите сме ние бесконечна свест, ама сега некоја друга форма, некоја друга димензија ќе продолжиме да постоиме после смртта и така натаму. Не. Затоа што и апостол Павле вели, не тело како тело. И Христос воскреснал во тело. Дури сака да ги убеди учениците, пипнете ме, тело сум. Не сум дух, како што мислите. Тело сум, имам коски, имам месо. Значи, вистинска човечка природа. Само што тоа тело што Христос го добил после воскресението, тоа ново преобразено тело, што ќе го добијат сите спасени при неговото доаѓање, тоа веќе не е саркс. Тоа не е плотта, тоа не е грешното и смртното тело. Туку е ова што ние го носиме, ова смртно и грешно тело денес е таа саркс, таа плот, која што нема, навистина нема таа да го наследи Божјето царство. Сега едно друго прашање од братот Паул. Очекувам сите да се сетите на него. Кои три верувања постојат во врска со Христовата човечка природа? Се сеќавате на такво прашање? Првата опција, дека Христос дошол во човечка природа, каква што имал Адам пред да падне во грев. Каква била таа, не знаеме. Никој од нас не го видел и немал никакво искуство со Адама пред да падне во грев. Ниту некоја лабораторија можела да го испитува тоа тело, како што не може ни воскреснатото Христово тело да го испитува. Втората опција е дека Христос зел човечка природа, која што во некои аспекти е како Адамовата природа пред да падне во грев,
а во некои други аспекти е како Адамовата природа после падот во грев. И третата опција е дека Христос ја зел онаа природа што ја имал Адам по падот во грев. Прашањето на Паул беше, која од овие три опции денес преовладува или доминира во адвентистичката теологија? Значи во новата теологија. Се сеќавате? Дори Борче заборе. Баш Паул, се сеќавате што рече? И во право е, ја го знам тој пред него. Втората. Значи, првата вели дека Христос ја зел човечката природа, каква што ја имал Адам пред да падне во грев. Тоа дури и на мнозина теолози во денешниот адвентизам и не им изгледа баш логично. Значи, тоа е како премногу очигледно погрешно или премногу наивно и така натаму. Но тие многу се држат за тоа второто. Исус како да имал мешана природа, според нив. И таква каква што имал Адам пред гревот и таква каква што имал Адам после гревот. Зошто го велат тоа? Што мислите? Значи, ние сема нема да зборуваме за тоа каква природа дошол Христос. Последен пат и Борче пред 2 саботи вечерта зборуваше на таа тема кога беше скалата, ако се сеќавате. Зарем треба да го докажуваме тоа. Ај, колку за оние што прв пат сега ја гледаат проповед на оваа тема, да отвориме на брзина во Евреите 2 глава, бидејќи тука го имаме најјасниот текст. Без да мора да објаснуваме што значи плод, што значи грчки, англиски збор и така натаму. И без да ги разбираме тие толкување на изворниот збор, посланието до Евреите, 2 глава, ќе почнеме да читаме од 14 стих. 14 стих па надолу. До крајот може да читаме, до 18. А бидејќи децата се учесници во што? Во телото и крвта. На што мисли тука? Телото и крвта? Така и тој зеде еднакво учество во тоа, та преку смртта да го победи оној што ја има власта над смртта, односно ѓаволот, па да ги ослободи оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство. Зашто овој превод тука не чини, да. Што имаме тука? А Константинов исто вели? Исто вели, а? Српски шо вели? Караджиć? Ајде King James. Значи, оно што го кажува 16 стих е, затоа што тој не прими ангелска природа или природа на ангелите или самиот збор природа не се споменува, меѓутоа затоа што тој не примил ангелско, заместе вака да гласи преводот, затоа што тој не примил ангелско, нешто ангелско, а вториот долечница ќе каже на што се мисли, туку семето Авраамово.
Може да биде појасно од тоа на какво тело и крв се мисли во 14 стих, каде што Христос сел еднакво учество во тоа. Еве тука е флеш исто. Оди до оригиналот. Кај флеш. Исто Саркс, 14 стих, од Евреите 2 глава. Христос зел еднакво учество. Што значи зборот еднакво? Еднакво учество во грешното и смртното тело. Значи, не може Христос само во некои аспекти да бил таков, а во некои други неговото тело било поинакво. Не, бидејќи тоа не би било еднакво. Еднакво тело, исто вакво тело, какво што имаме ние. Какво тело можел да им даде на своите наследници Авраам преку своето семе? Какво тело можела да му даде Марија на Исус преку незиното тело? Видите, за да докаже дека Исус имал поинакво тело од нашето, сега се мора да измисли Антихристот друга ерес. Дека Марија се родила во поинакво тело од нашето. Тоа е доктрината. И замислете, таа доктрина е релативно нова. Мислам од дали од минатиот век беше, само да не ја помешам со една друга. Мислам дека од минатиот век. Дека самата Марија била зачната, безгрешно зачната, како што се вели во традиционалното христијанство. Инаку тој збор безгрешно зачнати и за Исуса кога се вели, погрешно го толкуваат мнозина. Кога за Исуса се вели дека бил безгрешно зачнат, со тоа сака да се каже дека Марија не блудствувала за да го зачне Исус. Не направила греф. Инаку, секој што е зачнат во законски брак е исто така безгрешно зачнат. Не е во тоа разликата. Меѓутоа, они го толкуваат тоа поинаку. Дека ако зачнеш, било како да зачнеш по природен пат, дека тоа е греф. Или затоа што се раѓаш со грешно наследство и грешна природа, автоматски си грешник. Или целата таа доктрина за првородниот греф. Да го дочитам само текстот. Значи, Аврамово семе. И сега 17-тиот. Затоа тој мораше во се да личи на браќата. Значи, во колку? Колку проценти да личи на нас? Во се. Што значи? Колку проценти? 100%. Значи, не може Христовото тело, Христовата човечка природа, Христовата човечност да била во некои аспекти поинаква од нашата. Бидејќи во се требаше да личи на нас. Еднакво учество во телото и крвта. И зошто требаше во се да личи на браќата? Па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите на народот, зашто во она што сам претрпе откако беше искушан, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Меѓутоа, новата теологија ова не го верува. Тие не веруваат во победа над гревот, тие не веруваат во Христа како наш пример, туку само во Христа како наша замена. И сега, Христос требаше во се да личи на нас, за да може да биде наш првосвещеник. Ајде сега логично. Ако Христос не личеше во се како нас, како што верува 95% христијани, начело со Антихристот, тогаш може да биде наш првосвещеник.
може да ни помогне нас во нашите искушенија? Не може да ни помогне. Ако тој не може да ни помогне и ако тој не може да биде наш посредник пред Бога, тогаш шо? Тогаш католичката црква мора да најде други посредници. Какви посредници? Значи, пазите, сега не може ни Марија да биде посредник, бидејќи и она е со поинаква природа, суперменска, што велеше Борче пред 2 саботи. И она е супервумен. Затоа влегуваат во игра кој? Сите светци, браво, Луиза. Зошто се светците доживувани како посредници пред Бога, застапници пред Бога и во православието, и во католицизмот? Па затоа што тие ја имале нашата природа. Затоа што тие се соочувале со искушенија какви што ние имаме. Затоа што тие го победиле гревот. Затоа што тие доживеале посветување. Затоа што и да ги земам за пример оние што биле баш доследно на тој опис. Значи, не значи дека сите што се прогласуваат за светци биле такви. Особено не католички, пример, фашистот Степинац или не знам кој. Или Јован, да не зборувам се. Но, значи, ги земам за пример оние што доследно биле такви, оние што имале наша природа. Кој може да ти помогне? Кој може да биде твој првосвещеник и застапник? Оној што личи на тебе, оној што ги поминал твоите искушенија, оној што може тебе да ти помогне. Новата теологија не верува во победа над гревот. И затоа не верува во победа над гревот, затоа што не верува дека Христос во се подеднакво ја имал истата човечка природа, како и ние. Сега да погледнеме едно кратко видео, што јас првпат го видов во една Facebook група, а Данило ни го испрати на повеќе души во текот на изминатава седмица. Само почетокот. Да видиме еден познат адвентистички теолог, професор доктор Ранко Стефанович, кога јас го запознав лично во Атина пред 6 години, што тој вели во врска со христијанското совршенство. Може да слушнеме. Can I take a few more seconds? Aș putea să mai răpesc câteva secunde? There are some, both young people and those who are not young, Există și tineri și alții care nu sunt tineri, adulți sau bătrâni, who thinks that before Jesus comes, care gândesc că înainte ca Isus să revină, they have to become completely sinless. trebuie să devină complet fără păcat. I'm using this opportunity just to tell you that's not a biblical teaching. Folosesc această oportunitate să vă spun că acest lucru nu e totuși o învățătură biblică. Let me confront you with a question. Să vă confrunt cu o întrebare. Should we be perfect before Jesus comes? Trebuie să fim perfecți când Isus revine? The answer is yes. Răspunsul este da. But in the Bible, perfection does not mean sinlessness. Doar că în Biblie perfecțiunea nu înseamnă lipsa păcatului. Nu știu dacă pot să traduc foarte bine sinlessness, dar mă rog. And when we look at ourselves, we know that we are not sinless. Când ne uităm la noi înșine, nu putem trage concluzia aceasta că suntem fără păcat. That's what many people thinking about the close of the probation. That's a scary moment. De aceea mulți se gândesc la închiderea harului ca la un moment extrem de tulburător. Keep in mind we are perfect in Jesus Christ. Vă rog să țineți minte lucrul acesta, că noi suntem perfecți în Isus Hristos. Praise God, the Holy Spirit is still working in us. Slavă Domnului că Duhul lui Dumnezeu încă lucrează în noi. That's why Jesus has patience with us. De aceea Isus are răbdare cu noi. But the focus is on that wedding day, and that's what I'm waiting for. Nu uitați că focusul este pe ziua nunții. Да повторам некои работи.
Што кажа професор доктор Ранко Стефановиќ? Дека фокусот треба да ни биде на свадбената свеченост, само што на таа свадбена свеченост можам да отидам со валка на облека. Така одиме на свадба? Како мислиме? Како мисли Ранко да се појави на свадбената свеченост? Како јас мислам да се појавам на свадбената свеченост? Дека христијанското совршенство не значи, вели што? Дека христијанското совршенство не значи да се биде без грев. Ако верувате дека пред да дојде Исус, треба да бидете што? Безгрешни или целосно очистени од грев. Ранко Стефановиќ вели дека тоа не е библиско учење. Ке видиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие, колку е тоа библиско учење. Бидејќи сега немам време. Но, дали се сеќавате што беше изворното адвентистичко учење? Според Бейтс, вистинскиот основач на адвентизмот, наречен од Джордж Найт, според Джеймс Вајт, според другите пионери. Што беше изворното учење на адвентизмот? Не само дека е можно, туку дека тоа е суштината на адвентизмот. Победа над гревот, зошто? За да се прими Божиот печат. А зошто па тоа? За да може да се живее, оние што ќе живеат, оние што ќе го примат Божиот печат, да може да живеат некое време без посредник, пред да дојде Исус, бидејќи времето на милоста ќе заврши, Христос ќе ја заврши својата првосвещеничка служба и се уште ќе има живи луѓе на земјата. Да може да живеат некое време, тоа може да трае со месеци. Некое време без посредник. Без посредник значи дека ако тогаш се греши, нема повеќе жртва за грев, нема повеќе посредништво, нема повеќе покаяние, нема Свети Дух, нема ништо. Не постои никакво средство за очистување, за поправање. Сето тоа постои денес, слава на Бога, додека трае времето на милост. Со други зборови, адвентистичките теолози, кои што денес со своите титули ја проповедаат новата теологија, ви порачуваат дека ако верувате во изворното адвентистичко учење, во основното адвентистичко учење од почеток, дека верувате во нешто што е небиблиско, значи верувате во небиблиско учење. Ако основното, изворното адвентистичко учење е небиблиско учење, во смисол дека е и погрешно учење, значи дека адвентистите на седмиот ден се една вишок, една плюс ерес, секта, лажни пророци што се појавиле во светот во средината на 19. век, и ако сакаме да спасуваме душа, со нив не треба да имаме никаква работа, што значи дека ни со таквите како Ранко, како Джордж Найт, бидејќи тие се адвентисти на седмиот ден. Со свој камен се утепаа по глава. Апостол Јован пак не предупреди: возлюбени, испитувајте ги духовите. Зошто? Затоа што многу лажни пророци излегува во светот и затоа што не секој дух што постои е од Бога. Не секој е од Бога.
Не секое учење е од Бога. Ама тој е адвентистички теолог. Ама тој е професор по теологија. Ама тој е доктор по теологија. Што рече апостол Павле? Дури и ние апостолите, не некој лажен апостол, ние вистинските апостоли, да дојдеме и да ви проповедаме поинакво Евангелие. Или ангел од небото, не демон, вистински ангел да се симне од небото, Гаврил да се симне од небото и да ви го каже ова што Ранко ви го кажа. Дали треба да му веруваме? Не. Апостол Павле да дојде денес да ни го каже ова што Ранко го кажа. Дали треба да му веруваме? Не. Бидејќи тој би си противречел на оно што самиот го пишувал. Тогаш, пред 2000 години, би противречел на вистината, каква што ни ја предадоа пророците и апостолите. Ќе продолжиме другата сабота, ако даде Господ живот и здравие, на истата оваа тема. Се надевам таа сабота, значи следната и да ја завршам оваа тема. Но ќе видим.